Образовните реформи со денови во центарот на јавноста. Родители и ученици не попуштаат пред министерката Царовска, која со европско знаменце сака да го протне законот за дигитализација. Дали оваа реформа што се воведува во образовниот систем ќе биде поддржана од сите засегнати страни, прашува наставникот Гоце Бомбаровски. Ние наставниците се залагаме да користиме новитети во образованието, но додат постепено за да дадат резултати, вели за Алфа Бомбаровски. Колку Македонија е подготвена за учениците да се образуваат од дигитални учебници? За жал, во ова ситуација со пандемијата нас ни покажа дека ние како општество можеби не сме доволно подготвени да излеземе во вресет на оние ученици од социјално ранливите категории. За жал, има ученици кои што воопшто не следат настава. Бомбаровски смета дека наметнатите решенија нема да донесат ништо добро за образованието. Тој се залага за диалог помеѓу сите засегнати страни. Дали тоа е решението или дали тоа е неопходно во моментов да се направи, едно решение кое што навистина ќе го поддржат сите. Гледате вие, во последно време имаме многу реакции. Јас како родител го поддржувам. Децата не се тие што треба да одлучуваат во овој дел. Ние родителите секогаш одлучуваме во ова, значи додека одлучуваме за доброто на нашите деца. Наставникот Бомбаровски, иако со години е дел од образовниот процес, вели дека сега не е сигурен која е целта на реформите на министерството и што треба да се постигне со нив. Од самиот почеток кога како проблем или како решение се најави измените, односно законот за учебници, неколку пати имаше промена во изјавите, односно ретирирање од страна на министерката, па и некои владини представници. Најпрво дека тоа ќе биде од 4-то нагоре, потоа дека само за 4-то деление. Следна информација до која што дојдов беше дека ќе има печатени учебници и дигитализирани, потоа наредна беше само дигитализирани и искрено јас не знам кој е конечниот став на министерката, на министерството. Со денови наназад се редат критики и неприфаќање на образовните реформи. За Министерството за образование и наука, законското решение кое се однесува на учебниците било во целосна согласност со потребите што ги наметнува светот во кој што живеат децата. Жестината на реакциите на учениците, родителите и наставниците не оди во правец на потврда на ставот на МОН.